Добар ден. Почитуван заменик на председателот на владата задолжен за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, господин Љупчо Николовски, почитуван министер за транспорт и врски, господин Благој Бочварски, почитувани представници на компанијата изведувач Гранит, почитувани представници на надзорот Диви Македонија, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Владата на Република Северна Македонија денеска е овде за да ја потврди својата силна заложба и посветеност за континуирање унапредување на условите за живот на граѓаните и за развој на бизнес климата во нашата земја. Кога зборувам за унапредување на условите на живот на граѓаните, зборувам и за равномерниот регионален развој и колку е тој битен во нашата влада. Изградбата на модерна, сигурна и квалитетна инфраструктура е на врвот на приоритетите на оваа влада. Токму затоа реализираме низа на проекти во патната, железничката, енергетската инфраструктура, со која ќе овозможиме поквалитетно поврзување со соседните земји, но и внатрешно поврзување помеѓу градовите во нашата земја, како и регионалниот развој. Квалитетна инфраструктура е предуслов за повисока конкурентност на економијата. Таа е неопходна за да овозможиме побрз и одржлив економски раст. Денеска сме овде за да вршиме увид во изградбата на експресната делница Ранковце-Крива Паланка, еден од повеќето проекти со кои значително ќе ги подобриме транспортните услови во коридорот 8. Само во североисточниот дел на нашата земја, во инфраструктурните проекти, ако се земе предвид патната и железничката инфраструктура, имаме проекти кои се во вредност од 700 милиони евра, а кои ги опфаќаат изградбата на овој експресен пат, проширувањето на патот од Крива Паланка до Деве Бајер и потоа реабилитацијата на патот од Куманово до Страцин, но и изградбата на пругата од Куманово до границата со Бугарија. Би сакал да потенцирам дека активно работиме и во западниот дел од коридорот 8, каде е веќе во изградба автопатската делница Кичево-Охрид, во вредност од речиси 600 милиони евра, а во план е изградба или целосно реконструирање на автопатското решение Чафасан Требеништа и Тетово Кичево, за кое што сметаме ќе биде решењето кое што една за секојаш коридорот 8 ќе биде завршен и ќе осигураме поврзување со две соседни земји. Исто така, железничкиот коридор 8 во западниот дел од земјата е во план да се гради со нова делница од Кичево до Лин, за кој имаме веќе готов проект со проекција од околу 500 милиони евра, а за кој веќе започнавме да комуницираме со меѓународните финансиски институции за обезбедување на средства. Сите овие проекти на коридорот 8, кои се во вредност од околу 2,5 милиарди евра, се јасен сигнал и кон нашите сограѓани, соседите во регионот, но и во Европа, дека инвестираме во иднината. Ова е наш влог и доказ за силната посветеност да создадеме квалитетна и безбедна транспортна мрежа за просперитет на Северна Македонија, за поинтензивна регионална соработка и секако за подобар живот на нашите граѓани.